Советот за граѓански надзор требаше да биде непартиско цивилно тело што ќе контролира дали оние што смеат и можат да ги следат комуникациите, тоа го прават легално, следејќи ја законската процедура. Но и 5 години откако собранието го формираше првиот состав, врз основа на тогашниот нов закон за следење на комуникациите, Советот за граѓански надзор остана нефункционален. А со тоа, граѓаните сиве овие години останаа покуси за можноста да поднесат барање за да проверат дали институциите од безбедносно-разузнавачкиот систем незаконски ги следат нивните телефонски броеви. Еве и зошто. Во канцеларијата каде што требаше да функционира ова тело, во зградата на собранието, и натаму има само малку мебел и ништо друго. Тука требаше да работи првиот состав на Советот, во кој беа и поранешната судијка во Страсбур Маргарита Цаца Николовска како председателка и универзитетскиот професор Гордан Калајџиев како член. Бидејќи не им беа овозможени основните средства за работа, си поднесоа оставки. Во законот стои само дека просторните услови за работа на Советот ги обезбедува собранието, а финансиските средства за работа на Советот се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија. Како тие средства ќе се префрлат од буџетот на Советот не е одредено. Беа подготвени законски измени, но долго немаше политичка воља за нивно усвојување. Kështu që ndryshime dhe plotësime që ishin në procedurë paraprake, parashifnin edhe kompenzim për angazhimin e antarëve, mirë për fat të keq, ato ndryshime nuk u miratuan në parlament, sisht nuk e morën të shumicën e duhur ditë të tretat, dhe ngeli situata status quo e punës së комисиони. Начинот на финансирање на Советот не беше единствениот проблем што не профункционира ова тело. Опозицијата се согласуваше со појасни законски одредби за финансирањето, но бараше и проширена законска надлежност, граѓанското тело да може самостојно да врши надзор. Тие измени на Советот му дава повеќе одврзани раци, бидејќи моменталниот закон како сега што е, Советот одговара на представки од граѓаните со тоа што таа представка ја препраќа до Собраниската комисија врши надзор. Измените беа во насока да и Советот може со целосен капацитет да прави проверки, бидејќи ако не му дадеме одврзани раци, ние праќаме порака дека се сомневаме во капацитетот на граѓанскиот совет. И тогаш немаме паралелна контрола. Власта пак сметаше дека таквите измени може да ја намалат довербата во системот и надзорот над следењето на комуникациите. Опозицијата побара таа комисија да биде исклучена од тој процес на поплаки, утврдување на оправданоста на поплаките од страна на граѓаните, што апсолутно сметаме дека е недозволиво и не само што е апсурдно, отвора можност за зголемени сомнежи или продолжување на сомнежите од страна на граѓаните кон процесот кој ни е исклучително важен. И по неколкогодишни партиско-политички препирки падна договор. Советот за граѓански надзор доби и сопствено финансирање и самостојност во вршењето на надзорот над следењето комуникации. Универзитетскиот професор Ици Илиевски, кој беше член на првиот состав на Советот, смета дека телото сега ќе може да функционира. Клучно е што со тие измени Советот ќе може да управува со финансиските средства кои што се определени од буџетот преку предлог годишен финансиски план и предлог правилник за начинот и условите на користење на тие средства кои што се обезбедени од буџетот, а ќе ги реализира собранието. Бидејќи претходно собранието се оградуваше од ова и единствено ги обезбедуваше само просторните услови. И друга значајна измена е тоа дека кога ќе биде поднесена представка од страна на граѓанин, Советот ќе може самостојно да врши надзор без да ја информира комисијата, а исто така ќе може да ги користи и двајцата експерти кои што треба да бидат избрани во рамки на комисијата за постојана поддршка за спроведување на стручен надзор. Врз основа на измените направени лани, собранието пред 2 недели донесе одлука за распишување нов оглас за избор на претседател и членови на Советот за граѓански надзор. Ова е втор обид откако се донесени законските измени, бидејќи веќе имаше еден оглас кој заврши неуспешно. Професорот Илиевски вели дека повторно ќе конкурира за да биде дел од ова тело.
Тој веќе има добиено безбедносен сертификат и смета дека може да придонесе во неговата работа. Сепак ова е специјализирано тело и кандидатите треба да ги исполнуваат условите кои што се предвидени во законот, како и да се вреднува нивната досегашна работа и стручност. Овој пат очекувам да има поголем број пријави, бидејќи верувам дека медиумски ќе биде експониран огласот и вие ќе придонесете за тоа и ќе биде информирана пошироката стручна јавност, што можеби не достигаше на претходните огласи. Пратеникот на СДСМ и претседател на парламентарната комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, Миле Талески, смета дека конечно се создадени услови за вистинска граѓанска контрола над следењето на комуникациите. Практично ова сето е последица на големата афера која што се случи со прислушкувањето и тоа е наметна потребата да се донеси овој закон за следење на комуникациите и сите оние правни мерки, сето на кој што беше во јавност пласирано, да се отстрани и да биде инкорпорирано во самиот закон за да не ни се случи тоа кој што се случи, а тоа е повреда на човековите права со незаконското прислушкување кое што го правила државата во тој временски период. Според него, важна е професионалната интеракција помеѓу Советот и комисијата што ја води. Практично Советот, доколку добие некаква си информација за злоупотреба на мерките за следење на комуникации, Советот ќе има можност да изврши надзор на сето на кое што е наведено во самата пријава или во самата информација. И има обврска да информира комисијата која што заедно дали ќе одлучат дали ќе се изврши заеднички надзор, дали ќе има поединечни надзор, но битно е да се добие точна информација за сето она кое што ќе произлезе како потреба да се изврши надзор. Пензионираниот армиски генерал Павле Арсовски е актуелен пратеник од движењето Знам, кој е дел од владеачкото мнозинство и претседател на Собраниската комисија за одбрана и безбедност. Тој ја нагласува важноста од граѓанска контрола над овој сектор. Потребно е да имаме повеќе слој на контрола или надзор над следење на комуникациите и створени се сите услови овој пат изборот на членови на Советот да биде успешен и да имаат добра соработка со комисијата како работно тело на парламентот, фактички парламентот и овој совет како граѓански надзор да се извршува својата функција. Впрочем, и во извештајот на Европската комисија од 2022 година нотирано е дека направени се реформи, направени обид, но дека треба да се направи повеќе за тој граѓански надзор, цивилна контрола врз начинот како се следат комуникациите биде воспоставено. Арсовски смета дека Советот сега има поголема независност. Од функционална гледна точка, Советот за граѓански надзор сега врши надзор над мерките за следење на комуникациите самостојно. Самостојно по собствена иницијатива или по представка од граѓанин кој што се сомнева дека неговиот уред е прислушкуван. За тоа ја известува, прави најава на ОТА и надлежните институции, но ја известува и комисијата. Меѓутоа, овој пат Советот за граѓански надзор е во полн капацитет и самостојно го врши надзорот, користејќи ги техничките експерти на комисијата. Доколку воочи некакви неправилности или непочитување на законот, го известува веднаш јавниот обвинител и ја известува комисијата за надзор над следењето на собранието на парламентот. Квалитетниот граѓански надзор над безбедносно-разузнавачките институции е дел од пошироката реформа на овој сектор, што започна во 2018 година со поддршка на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ. По многуте премрежја низ кои помина Советот, нашите соговорници сметаат дека граѓанскиот сектор има доволно стручен и амбициозен кадар, што ќе биде заинтересиран за Советот за граѓански надзор конечно да се екипира, но и да профункционира.